Сега отвараме една тема, интересна и се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Поставувам прашање, младите и социјалните мрежи, дали е време за рестрикции? Разговарам со Гордана Клинчарова, таа е национален координатор на Центарот за побезбеден интернет. Добро утро. Добро утро. Центарот, Гордана, се наоѓа при Министерството за дигитална трансформација, во склопот, така? Да, Центарот е отворен во рамките на Министерството за дигитална трансформација и е дел од проектот на Дигитална Европа, во кој што работевме во изминатите 18 месеци. Така. Сега, ја отвараме темата, зошто, ова беше иницијалната каписла, по примерот на Австралија, која што воведе комплетна забрана за користење на социјалните мрежи за лицата под 16 години. Сега тука се отвори дебата на ниво на Европска унија и се приклучија веќе некои земји. Франција дебатира, Белгија комплетно дава поддршка на забраната, Велика Британија алудира на поголема свесност од страна на корисниците, Португалија исто така дава забрана, збориме за лицата под 16 години. Турскиот парламент ја усвои забраната за лицата кои што се помлади од 15 години, Шпанија исто така за лицата под 16 години. И се поставува прашањето, дали е возможно да се направи тако нешто во Македонија и како би се направило? Македонија не е за некои радикални мерки, особено доколку не се знаат доволно ефектите, односно начинот на кој би го измериле ние ефектот од забраната. Како што споменавте, некои земји се уште немаат донесено европските земји документ за забрана за користење на социјалните медиуми, иако дискутираат, меѓутоа се прават детални анализи. Во Австралија забраната се донесе, меѓутоа се формираше паралелна платформа која што всушност предизвика сива зона. Таа зона ние не можеме да ја контролираме бидејќи не е јавна. Значи децата се снаоѓаат и наоѓаат начин како повторно да се приклучат на одредени мрежи каде што ќе комуницираат, ќе споделуваат информации. И според нас само една активност не е доволна. Доволно е низа на активности, значи едукација со одредени забрани, вклучување на сите засегнати страни, значи родителите, децата, државата во едукација за побезбедно користење на интернетот, користење на алатки за ограничување на времето кое што го поминуваат, ограничување на таа содржина која што децата ја гледаат на социјалните медиуми, иако од друга страна пак интернетот се развива со доста голема брзина и се развиваат такви апликации кои што го навлекуваат корисникот да биде подолго време на интернет. Ние имавме една анализа направено преку таргетиран прашалник, каде што се покажа дека младата популација поминува и повеќе од 5 часа на интернет. Значи, самата содржина на интернетот ги навлекува се повеќе и повеќе да поминуваат време на, не мора само на социјалните мрежи, можеби и на други содржини кои што ги гледаат, ги слушаат реклами, значи, игри. Речи си цел ден се на телефон, ако 8 часа се во училиште, да речеме, остатокот од 5 часа, денот, 5 часа, горе-долу, тие се на телефон. Така, што е премногу за нас. Што е премногу, да. Најчестите ризици со кои што се соочуваат младите, истражувавте ли, направивте ли некое, кое е вашето гледање како национален координатор, Министерството, тука во тој дел, кои се размислувањето, кои се најголемите ризици на кои што се изложени? Значи, според истражувањата, младата популација, 98% од младата популација користи интернет, со тоа што околу 70%, нешто повеќе од 70% се закачени на социјалните медиуми. Меѓутоа, ризиците, дел од нив можеби се свесни со ризиците, доколку разговарале со родителите. Ние држевме и обуки со наставниците, исто така и со родители и со ученици, значи баш од таа група од 6 години до 17 години во училиштата, каде што ги посочувавме ризиците. Значи, несвесно споделуваат слики, споделуваат лични податоци кои што може да им бидат злоупотребени. Доаѓаат видеа, доаѓаат во ситуација да запознаваат, односно да прифаќаат лица кои што не ги знаат и кои што не знаат какви намери имаат и кои што може сето тоа што тие го постираат да биде искористено против нив, односно за одреден булинг или за посрамотување на одредено лице, па дури и цели семејства. Исто така се создава и голема зависност. Значи, никако не може да се одделат од уредот кој што го користат за
содржини на интернет. Не велиме ние дека не треба тие да бидат на интернет. На интернет се наоѓаат и доста корисни содржини, дури и наставниците им даваат одредени задачи каде што треба сами да истражат за одредена проектна задача. Јас имам исто 2 малолетни деца и знам дека во училиште им даваат домашни да истражат за одредена проблематика и тоа е уствари тоа што треба тие да го напишат за во училиште. Значи тоа е добрата страна. Добрата страна. Меѓутоа, покрај тоа што они истражуваат, им излегуваат реклами и ги наведуваат, а тие не се свесни дека тие реклами ги наведуваат на одредени фишинзи и на одредени сајбер напади. Затоа мислам дека континуирано и заеднички треба да работиме повеќе на едукација на младата популација за безбедно користење на интернет. Добро, а еве во делот од европските држави кои што и ги споминавме, вие сте во постојан контакт, следите, патувате доста во делот на вашиот домен, на вашата работа. Даваат резултати овие ограничувања? Па, како што кажав, не даваат сами по себе ограничувањата резултати. Се наоѓа начин да се формираат одредени групи каде што се сближуваат младите и тоа потоа се шири по социјалните мрежи преку одредени линкови, за кои што ние немаме увид ниту како држава, ниту како родител, ниту како наставник, додека не настане одреден проблем. Меѓутоа и да настане проблемот, не треба да се плашат. Значи имаме телефон бесплатен и анонимен, 116111, ќе го споменам, значи за сите оние кои што сакаат да се обратат без оглед дали е ученик, дали е родител, дали е наставник, доколку примети било каков сајбер напад или одреден булинг на интернет или постирање на некоја несоодветна содржина со некој од нивни соученик или нивно дете, да се обратат слободно. Значи телефонот е 116 111. 111. Добро. Главните аргументи за и против забраната. Па еве, или главните, се што е забрането е уште посладко. Посладко, да, за тоа и кажувам. кажувам. Нема поголем аргумент. Да, нема поголем аргумент. Ајде ќе кажеме, нели ќе направиме забрана, ќе ги ограничиме децата на интернетот. Меѓутоа во период кога живееме на забрзана дигитализација и кога преку дигитализирање на сите услуги сакаме да си го олесниме животот, значи од седење дома да си ги завршиме сите работи кои што ни се потребни, да не одиме на шалтер, да си ги обезбедиме сите документи. Еве и за студентите имаше ваучери кои што електронски поднесуваа барање, електронски ги добиваа, значи се намалува степенот на корупција. На еден начин ние ги тераме, односно да ги насочуваме дигитално да се описменуваат, а од друга страна им воведуваме рестрикции. Која е гаранцијата ако ние ги ограничиме на социјалните медиуми, дека тие нема да најдат начин, а секогаш наоѓаат начин, бидејќи тие се подигитално писмени од нас повозрастните кои што сме живееле во една генерација кога компјутер првпат сме виделе кога сме завршиле факултет. Па да, таа беше реалноста. И ретко кој имаше можност. Так. Има алатки за ограничување на содржините, значи родителите треба да бидат малце повеќе вклучени, да разговараат со децата. За тие сакав да ве прашам, за мерките кои што сепак постојат и се еден начин. Да, тоа на е контрола. Најдобриот начин за контрола. Инсталирате апликација и на таа апликација ставате ограничување на времето кое што може детето да го помине на интернет. После тоа се гасат сите апликации на интернет, значи независно дали се социјални медиуми или било каков друг пристап на интернет. Потоа има апликацијата можност да видите што детето гледало во текот на денот. Доколку приметите некоја апликација која што е несоодветна за возраста, како родител може да ја блокирате таа апликација и видни на детето да не може да пристапи до таа апликација. И сепак и да се примети таква апликација, не треба негативно да се действува кон детето или веднаш да се соукори, да се и со казни да се насочи родителот. Сепак треба да има некој разговор и да се створи некоја близина за да нели во случај кога ќе се појави проблем, детето да биде слободно да сподели со родителот, па тој да действува. Ние секогаш и на нашите едукации и кај децата, и кај родителите кога сме ги правеле, и кај за наставниците во училиштата. За наставниците сакав да прашам повеќе. Сме кажувале дека доколку се примети било каков булинг или доколку некој дете пријави за другарче, да не го кријат тоа, туку да разговараат со ученикот, да го насочат дека тој треба прво со родителот да зборува, меѓутоа доколку се плаши детето да принесе на родителот, сепак и тие може да го упатат кај нас во центарот или да го упатат да се јави анонимно на бројот или можеби и самиот наставник ќе се јави на бројот 116111 за да го пријави случајот. Ние имаме и протокол разработен кој што кажува во
различни случаи каде треба да се действува и која институција треба да биде известена во зависност од нападот кој што ќе биде пријавен. А наставниците од друга страна пак едукативно влијаат на децата и да најголем поминуваат со нив. Ние во соработка со Биро за развој на образование изработивме брошури, изработивме исто така и едукативно видео кое што се емитува на вашата телевизија Кликни безбедно, кое што наставниците треба да го пренесат на учениците во текот на нивните часови. Јас не викам дека на секој час треба да се зборува, меѓутоа кога тие ги наведуваат да, например, истражуваат на интернет, треба да им кажат закачете се на таа страна, таа е сигурна страна, барајте во овие страни, во овој дел барајте информации, овие се сигурни информации, избегнувајте ги тие и тие линкови, значи и самите професори имаат едукација што може да се користи и што е безбедно да се користи. Говорот на омраза за жал не само или булинг како сакате не само што е меѓу децата, туку и меѓу возрастните. За жал интернетот и социјалните мрежи се платформи на кои што ретко наоѓаме позитивни убави содржини да се споделат, можеби повеќе треба да се биде активен во општеството, односно велите не мора цело време да се зборува, ама можеби и треба за повторувањето мајка на знаењето. Така да. Така што да, ќе се потсетуваме, треба да ги едуцираме овие помлади генерации. Благодарам Гордана, благодарам за издвоеното време. Сепак остануваме на тоа на поголема свесност до родителите. Еве, не знам, уште една порака до нив. Ги споминавте апликациите со кои што може да ги контролираат. Ако ништо друго да ги насочиме пак како треба да го користат интернетот. Така. Значи, не би се осврнала дека само родителите, само со заедничка работа ние би го постигнале резултатот. Затоа и родителите и наставниците може да ја посетат и страницата на SafeNet, која што ние постојано ја полниме со одредени содржини едукативни. Значи, таму е споделено и видеото кое што оди по телевизиите, кое што е снимено и кое што е меѓу трите најдобри видеа во Европа заедно со Холандија и извинете ме, тоа не да, ништо, да. Ја заборев другата држава. Значи, наставниците исто така да ги користат едукативните материјали кои што ги поставуваме. Значи, ние имаме и од најмала возраст едукативни материјали поставено. Значи, имаме и боенки за деца преку кои што ние ги едуцираме како да пристапат кон интернетот уште од најмала возраст. Од друга страна имаме и упатство за родители, како што кажав, има и бесплатна апликација која што е објавена на веб страната и секако за било каква дополнителна информација или поддршка ние стоиме на располагање. Значи може да дојдат да го посетат центарот, може организирано училиштата да дојдат со можеби тоа е еден од начините со кои што одлична соработка би можела во иднина да се реализира. Така да. Значи центарот е отворен секој ден, имаме вработени, имаме исто така и голем интерес од волонтери кои што сакаат да помогнат во работата на центарот. Вратите се отворени, ги повикуваме и родителите и наставниците да дојдат во секое време, работно време, значи на центарот. Благодарам за гостувањето.